Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Денешниот ден, нормално, како и традиција, веќе петок и минути предвидени за спорт на отвореното студио 1. Денешната тема спортска е ракометниот клуб Металург, кој веќе утре очекува нов предизвик во Лигата на шампионите, надпревар домашен против Силкеборг. По тој повод денеска имаме и гостин во отвореното студио. Тука со мен е ракометарот на Металург, словенецот Тадеј Матијашич. Добар ден, Тадеј. Добар ден. Како си, добар? Добар сам, фала. Вие? Одлично, еве. Имаме одличен ден за да го најавиме, нели, предизвикот што ни предстои утре. Матеј, ти веќе 6-7 години си во Скопје, во редовите на Металург, во младите категории, па веќе и 2-3 сезони во првиот тим на Металург. Кажи ми како ти се допаѓа животот во Скопје? Вака да можам да кажам, прво ми е голема чест што сум дел од вас и што можам да го представам ракометниот клуб Металург. Во Скопје се снајдов одлично. Ако можам да успоредувам со Словенија, е разлика како ноќ и ден. Каде е најголемата разлика? Најголемата разлика е во топлината на луѓето. Кај нас такви работи се позадржани, нема такви работи. Ми се свиѓа како што е се поопуштено, што можеш полесно да се снајдеш него во Словенија. Иако ми е Словенија своја мајчина татковина, така се каже, ми е скоро поубава тука. Браво. Одлично го владееш и македонскиот јазик. Колку ти беше, нели, доволно за да го научиш, кој временски период? Вака да ви кажем приказна кога стигнав. Кога стигнав во Металург, бев искочен со тогашното крило Дејан Манасков. Бевме искочени во плей на кафе. И првите 6 месеци ми беше вака малце чудно, но кога бев искочен со него, ништо не разберав. Тоа беше се чудно. Кај си, ова, не сваќав ништо од муабетот. На англиски комуницираше тогаш? Тогаш на српски, ама после со тек на времето со играчите, со околината требаше да се научам и ми беше окей, многу брзо. Многу брзо го научи. Многу брзо го сватив и тука има и причината мојата девојка што ми помогна да го усовршувам јазикот. Значи најголема улога за јазикот е девојката, најверојатно. Браво. Добро, да се навратиме за Металург. Оваа сезона Металург со драстично помладен состав не може да се пофали, нели, со позитивни резултати. Игра на 2 меѓународни фронта, и СЕХА лига и ЕХФ лигата на шампионите, и во двете надпреварување може слободно да кажеме дека е потврлена играта, нели, на сите надпревари. Веќе утре против Силкеборг на домашен терен. Девето коло Лига на шампиони. Како ви се очекувањата, колку тимот е подготвен за овој надпревар? Вака, се подготвуваме секој ден со разни видеоанализа, со тренинзи напорни по 2 пати дневно. Не се плашиме од никого и на секоја утакмица треба јасно да се оди на победа и само доверба не на 100, на 150%. Се надеваме на добар резултат, бидејќи сме се уште млада екипа со помалце искуство, но позитивен сум и уверен сум дека утре ќе извадиме позитивен резултат. Така, првиот надпревар на гостински терен го загубивте со 33-25. Каде сега ја гледате шансата да им се реванширате? Ја мислам дека утре треба од самиот старт да покажеме заби, поготово пошто сме на домаш терен, да покажеме заби одма во одбрана, со јаки фаули, со машки фаули, не со галење, би така натаму. Со агресивна, цврста игра. На цврста игра, така и со многу трчање. Значи трчање у ракометот, поготово у нашиот стил на игра што го име, трчањето е најбитно. Така, каква е атмосферата сега во тимот, бидејќи се соочувате, нели, со отсуство на капитенот Мартин Велковски, кој неодамна се повреди и веќе е извршена, нели, хируршки зафат? За жал го изгубивме Мартин Велковски на последниот надпревар со Бешикташ. Не викам, многу падна пради неговата случка атмосферата, пошто се уште капитен сепак, било кој да се повреди секако е жално, но јас сум уверен дека Мацко, усваја Мартин Велковски, ќе се врати појак него што беше.
Така, за колку време е предвидено нели да се врати повторно? Се надеваме 5-6 месеци? Да, 6 до 7-8 месеци максимум. Се надеваме дека ќе биде секако што треба. Така, покрај Велковски, тимот, останатите сите се подготвени за утре? Сите сме подготвени, да. Атмосферата без обзир што се поведе е и понатаму колку толку позитивна. Се гледаме да се такмичиме еден меѓу друг, без фаќате да има она позитивна, не она негативна, него се на позитивно и се како што треба да биде. Така, во Лигата на шампионите 7 порази, само една победа против Чеховски Медведи. Дали утре може да веруваме нели во втора победа? Секогаш треба да се верува, без обзир на ситуацијата во која сме ставени, секогаш треба да се биде позитивен и храбар до крај. Така, со оглед на неодамна во тимот нели пристигнаа 3 засилувања, 3 искусни засилувања, иако задоцнети како што ги нарече и тимот на ЕХФ, сепак колку ви даваат доза на мотивација за успех во наредниот дел или од остатокот од сезоната? Со 3 новите засилувања напреднавме многу, тоа се гледа и по последните резултати. Така е. Шпенде, Пучник и Гонзало. И Гонзало, така е, да. Секој нов што доаѓа може нешто плюс да придонесе за екипата и за клубот. Така да можеме да ги искористиме сите 3 на бековска позиција и во така и во одбрана. Доколку Металург навреме да речеме реагираше и ги доведеше така поискусни уште на самиот старт, можеме ли поинаква слика ќе имавме сега? Сигурно ќе беше малце поинаква слика, да. Колку сега овие 3 засилувања може да влијаат до крајот на ова надпреварување, мислам оваа година во Лигата на шампионите и сеха? Нормално. Па како што реков, значи се надеваме на секоја такмица на победа, да позитивно, значи мислам дека може уште многу секој од играчите на секоја позиција, пошто имаме на секоја позиција. Што најдоброто од нив, што може да го извлечете како нели искусни играчи? Каде ја гледате нивната искусност? Искусност ја гледам другачно размислување во играта, не знам како да би се изразил, по брзо размислување, по психички другачие спремни него домашни играчи. Значи доволно ви даваат нели мотивација? Мотивација секако дека мора да има кај секого, да. Кога сме покрај Лигата на шампионите, исто така и во сеха лигата не можеме нели да се пофалиме со добри резултати, 6 порази, едно реми против Извигјач и една победа против Татран. Прешов и двата позитивни да речеме резултати се случија на домашен терен. Да. Вака можам да кажам резултатите како прво не се случуваат преку ноќ. Како што викаат уште, како викаат една птица не ја носи пролет. Так. Не носи пролета, така да јас сум уверен дека на крај на сезона ќе бидеме на поинаков, на повисок начин. Мислите доволно време ќе биде една сезона за овој тим што сега Металург го има да се воигра нели тактички да биде подготвен веќе од следната сезона? Бидејќи работиме со млади играчи, тоа е долг процес. Значи за една година, како што реков, не може да се очекува преку ноќ резултатите, ама уверен сум дека веќе од наредна, мислим, веќе другата полусезона и од наредна сезона ќе биде слика више поинаква. Така, бидејќи ти си дел и од ерата, да речеме, на Лино Червар, може ли некоја споредба, компарација да направиме од времето на Червар и сега на Брестовац? Колку е далеку овој Металург од тој на Червар или од успесите на тој Металург од овој сега? Вака да ви кажам, кога беше уште тренер господин Лино Червар, беа играчите малку поискусни. Така. Има повише утакмици во нозе како што викаат, но сега и со тренерот господин Брестовац напредуваме. Драго ми е што за секој играч си зема време да поразговарат и каже на грешки, добри работи, лоши работи. И во чест ми е што работам со него, пошто може на секој играч многу да помогне. Така, може ли успех на Металург да му донесе Брестов? Може и успех да му донесе, да. За засилувањата сакав уште да ве прашам, покрај овие 3, дали мислите дека доволно се само 3 искусни засилувања на Металург или може да се очекува нели од веќе вториот дел од сезоната да очекуваме и некои други засилувања? Вака, пошто ги сакам и што ги почитам моите соиграчи, сите што се моментално во клубот, не само играчи од управа до малите категории со се. Во наша прва екипа имаме 2 до 3
искусни играча, окей играчи, така дека мислам дека доволно ќе биде за мислам дека ќе биде доволно, само треба дел. коцките оба да се сложат, да. Имам доверба јас во моите соиграчи, така да мислам ќе биде секако што треба, само позитивно и храбро. Така, ја споменавме повредата на Велковски, но и таде имаше така страшна повреда, би рекло скршеница на левата нога, На десната. на десната, но за краток период се врати. Да, тоа се деси, мојата повреда се деси на 6.6.2017 година на такмица против Вардар. Имав скршена фибула и тибија, но со упорноста и со храброста се вратив за 8 месеци благодарение на мојот личен тренер Златко Јанакиевски од Кеј. Ми помогна многу и психички, и физички, и знам како е кога си повреден. Повредата практички остануваш сам со себе и размислуваш некои работи во глава, што после Колку е тешко колку да се е вратиш тешко и повторно уствари да бидеш после дел од колку тимот. е сваќаш кога си здрав дека може се да направиш и колку е полесно кога си здрав. Но јас не се откажав и никогаш нема да се откажам од тоа што си има задаено целта во главата. Така да, хвала му на Господ, се вратив и нормално играм и се правам. Така, таде, бидејќи сме кратки со времето, сакав да те прашам еве за СХ лига и исто и за Лигата на шампионите, бидејќи и во едното и во другото сте речиси на дното на табелата. Каде се гледате до крајот на сезоната во Лигата на шампионите? Вака, на Лига шампиони остане уште две од такмиците, значи со Силкеборг и со Татран. Се надеваме дека ќе излечеме позитивен резултат, тоа значи уште две победи, тоа би значило уште 4 бода плюс. За СХ лига уште СХ лига исто така до март, да напоменеме дека е густ распоредот сега во декември. Јако тешко гостување не чека веќе во среда со Војводина, па потоа со автобус за Татран за Лига шампиони, така дека распоредот ни е малце тежок, пестер како што би рекли, но ќе стиснеме заби, ќе дадеме со себе да покажеме што можеме. За крај, како го гледате лутиот домашен или македонски, нели, најголем ривал Вардар? Вака ќе ви кажем искрено, не се плашиме од никого. Од никого не се плашиме, ги почитуваме со голем респект, пошто има секако врвни играчи што освоили Лига шампиони. Вака бев научен, значи биди храбар и не се плаши од никого, никогаш. Одлично. Добро, таде, тогаш ќе ви посекам, нели, успех и позитивни резултати да ги израдувате македонската спортска јавност во остатокот од сезоната. Исто така и за гледачите да напоменеме дека утре надпревар од 9-то коло Лига на шампиони Металург на домашен терен против Силкеборг, 17:30 часот спортски центар Борис Трајковски. Вие, почитувани гледачи, натаму останете со програмата на 1 ТВ. Од нас толку.